Го следите најновото информативно издание на Дневникот на К1 телевизија. Во продолжение ќе ги погледнете најновите настани и случувања од Вардарскот и Квешкиот регион, Македонија, светот и спортот. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Работилница во насока на развој на земјоделието како семеен бизнис се одржа во Кавадарци. Почја игра наменета за лицата со телесен инвалидитет се игра и во Велес. Вардар се пласираше во Лига Европа, го постигна историскиот успех за Македонија. Значајна е улогата на семејното земјоделство во сите средини. Во рамки на ова во Кавадарци беше реализирана работилница за развој на семејното земјоделство. Целната група беа земјоделци и земјоделски здруженија. Инаку семејно земјоделство представува организирано земјоделско, шумско, рурално и аквакултурно производство, кое се заснова и е управувано од страна на семејство, вклучувајќи ги истовремено и мажите и жените. Мартина Митков на оваа тема. Со цел развивање на семејното земјоделско стопанство, повеќе приходи и резултати во оваа област, во Кавадарци беше реализирана обука за земјоделци, представници на земјоделски здруженија и локална самоуправа. Организаторот беше Националниот комитет за семејно земјоделство, кој е формиран од Здруженијето за семејно земјоделско стопанисување и развој на заедницата во соработка со Федерацијата на фармери на Република Македонија и мрежата за рурален развој. Во рамките на активностите кои што ги спроведуваме до сега беа предвидени серија на активности, меѓу кои изработка на стратешки план за кој што имавме работилница, направивме едно истражување за семејното земјоделско стопанство во Република Македонија, кој што резултатите очекуваме дополнително да бидат објавени во следниот период и сега се обидуваме да ја прошириме идејата во регионите во Република Македонија, да ги информираме граѓаните за можностите како семејно земјоделско стопанство, што може да се направи, што можеме ние како организации или во рамките на меѓународното семејство на национални комитети да им се помогне за нивен развој, постигнување на подобри резултати, зголемување на своите приходи и така натаму. Ова беше првата обука во Кавадарци која организаторот ја оцени како доста успешна. Она што може да се забележи, рече Коцески, е дека има потреба да се работи во оваа регулатива со цел сите бирократски процедури да бидат надминати. Мали семејни земјоделски стопанства, тоа се посебни социјални единици кои што се во собственост и управувани од семејствата и кои што се таму вработени или остваруваат барем една нето плата во своето семејство како приход од работата на тоа стопанство. Меѓу другото, целта на средбата во Кавадарци беше да се информира јавноста дека постои Национален комитет за семејно земјоделско стопанисување, како и да се представат семејните стопанства за да се подобри законската регулатива. Инаку семејното земјоделство представува организирано земјоделско, шумско, рурално и аквакултурно производство, кое се заснова и е управувано од страна на семејството, вклучувајќи ги истовремено и мажите и жените. Преку соопштение Министерството за труд и социјална политика укажува дека наведеното работно време во анкетните прашалници се однесува само на вработените. Од таму велат дека децата ќе се згрижуваат во текот на денот согласно потребите на родителите. Во соопштението стои дека двосменското работење подразбирало опфат и згрижување на децата од 5 часот и 30 минути наутро до 22 часот навечер. СДСМ ветуваше економски раст, а за 3 месеци не отворија ниту една фабрика, а нема најава ниту за нова инвестиција. Ова денеска на пресконференција на ВМРО ДПМН го изјави Петре Саздов. Тој правејќи паралела за работата на владата предводена од ВМРО ДПМН и предводена од СДСМ, рече дека оваа првата на ВМРО ДПМН создаде работни места за околу 4.500 велишани. Реализација на нова инвестиција нема ни најава. За 3 месеци, Велес не го посетил ниту еден министер за странски инвестиции од новата влада. Со овие обвиненија денеска на пресконференција излегува од ВМРО ДПМН.
Петре Саздо вели дека наместо да се промовираат нови економски проекти во изминатите 3 месеци, граѓаните биле сведоци само на партиски вработувања на лица блиски до СДСМ и шарената револуција. Заборавен е Велес. Заборавени се индустријските зони во Скопје, каде работат многу наши сограѓани. Народот со загриженост коментира и прашува дали повторно Велес ќе стане жртва на погубните економски политики кои Социјалдемократскиот сојуз ги водеше во минатото. Ќе стане ли Велес повторно заборавено и запустено место? Ќе има ли повторно затворање на фабрики и отпуштање на работници како во времето на криминалната приватизација и транзиција? Саздо вели дека странските инвестиции и добрата економска политика во времето на владата предводена од ВМРО ДПМН ја подобрила економијата и помогнала за економски раст на домашните фирми кои директно и индиректно соработуваа со странските инвеститори. Во време на владата на ВМРО ДПМН во Велес се отвори нова фабрика по пауза од речиси 20 години. Фабриката Маркарт работи успешно и таму се вработени околу 450 луѓе. Се отвори фабриката Лутекс во погоните на поранешна свилара. До крајот на годинава се очекува да се вработат 100 луѓе и таму. Владата која ја предводеше ВМРО ДПМН во Велес се создадоа околу 4500 нови работни места. За прв пат после 2 децении уназадување и стагнација во Велес се врати оптимизмот дека работите почнуваат да се движат на подобро. Но со доаѓањето на Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз на власт сето ова одеднаш запре. Саздов потенцираше и дека народот наместо за нови проекти за Велес во изминатиот период слуша само за кратење на проекти, задолжувања и партизација на институции. Оваа година шумското стопанство Бабуна има обврска да испорача 7200 просторни метри огревно дрво. Според директорката Љубинка Попова, сите граѓани кои имаат уплатено за огревно дрво, навреме ќе бидат снабдени со истото. Граѓаните кои имаат уплатено за огревно дрво во шумското стопанство Бабуна од Велес, истите навреме ќе ги добијат. Ова денеска на пресконференција го изјави раководителката Љубинка Попова. Таа вели дека досега испорачани биле 1700 просторни метри огревно дрво. За испорака останувале уште 5500. Ние, како шумарство, имаме капацитет да ги испорачаме овие количини на огревно дрво во период од 60 до 90 дена. И тоа, буковите огревни дрва, испорачувањето е во тек, а за дабовите огревни дрва, испорачувањето ќе започне од 1 септември. Место за паника нема. Попова ги демантира изјавите на ВМРО ДПМН за нејзино незаконско именување на раководната функција, појаснувајќи дека таа не е назначена ниту од собранието, ниту од владата, ниту пак од управниот одбор. Како раководител на Велешката подружница сум назначена со одлука на 5 август 2017 година, што не се коси ниту со еден закон од законите на Република Македонија, како што кажува Комитетот на ВМРО ДПМН. И ова лето, шумското стопанство Бабуна се соочува со проблем на шумски пожари. Опожарена била шумска површина во атарот на општина Чашка. Попова вели дека истите биле подметнати од несовесни граѓани. За да се спречат ваквите појави, на терен активна била чуварската служба. Лицата со телесен инвалидитет својот спортски дух ќе го развиваат преку играта бочија. Ова е игра дел од параолимписките олимпијади која се игра во 50 земји во светот и има за цел да ги развива психомоторичките способности кај овие лица. Играта во Македонија пристигнува преку проектот на УНИЦЕФ. Лицата со попреченост од Велес, Кавадарци, Делчево и Виница денеска за прв пат се надпреваруваа во бочија. Ова е специјализирана игра, се игра групно, во пар и поединечно. Истата потикнува атлетска терапија и дел од параолимписките игри, вели сертифицираниот бочија тренер Дејан Здравков. Целта на играта е да се фрли од црвената или белата, од црвената или сината топка што поблиску до белата и така се стекнуваат поени во зависност од тоа на кој начин се игра. Играта исто така може да се игра во зависност од потенцијалите и способностите на лицата, односно од видот на нивниот хендикеп и истите се поделени во неколку дивизии кои што се на едно повисоко професионално ниво и во овој момент не се битни.
Имено УНИЦЕФ ни овозможи да ова игра за прв пат ја оведеме во Македонија и целта е да се анимираат децата кои што се сместени во институции, се опфатени десетина центри во Република Македонија. Од Сдруженијето на лица со церебрална парализа велат дека играта е вистинска рекреација за нивните штетеници. Покрај атлетската терапија, со оваа игра се развиваат психомотористичките способности кај овие лица. Ние веќе еден подолг временски период, веќе неколку месеци интензивно во просториите на нашата невладина организација ја тренирам играта Бочија. Гледам дека постои големо расположение кај членовите на нашата организација. Ја прифатија играта, се многу среќни. Се надевам дека ќе допринесе многу повеќе да излегуваат од дома, многу повеќе да спортуваат и се надевам дека ќе постигнеме добри резултати. Ова беше многу добар начин да се активираат децата. И мислам дека многу им е задоволство, големо задоволство. Ние од неодамна почнавме да одиме во здружение и да ги правиме тие работи. Верувајте, навистина е многу радосна ќерка ми која оди. Играта Бочија во Македонија стигнува преку проект кој го финансира УНИЦЕФ. Истата е дел од спортскиот живот на лицата со хендикеп во повеќе од 50 земји во светот. Во Македонија веќе се игра во десетина центри. Посетата на грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас на Скопје кон крајот на месецов ќе биде добра можност да се разменат мислења за последните случувања во регионот, но и уште повеќе да се промовира соработката меѓу двете земји и изградбата на клима на доверба. Ова го велат грчките дипломатски извори кои повторуваат дека грчкиот дипломат со автомобил ќе патува од Солун за Скопје, бидејќи нема авионски лет меѓу Грција и Македонија поради името на скопскиот аеродром Александар Велики. За време на престојот во Скопје, Кодзијас има средба и работен ручек со шефот на македонската дипломатија Никола Димитров, како и неколку состаноци со македонските власти. Вести од земјава во продолжение. 4579 граѓани, заклучно со вчерашниот ден, 24 август, извршиле увид во избирачкиот список за локалните избори во подрачните единици на Државната изборна комисија и во нивните канцеларии ширум земјава, информираат од ДИК. Граѓаните вршат увид во избирачкиот список и преку веб страната на Државната изборна комисија. Според роковникот на ДИК, увидот ќе трае до 9 септември на полноќ. Портпаролката на Државната изборна комисија Ариета Джемаили информира дека денеска треба да заврши изборот на членовите на избирачките одбори од вработените во администрацијата за 80 општини, што општинските изборни комисии го вршат преку софтверот на ДИК. Политичките партии со освоени најмногу гласови на минатите избори своите предлози за членови на избирачките одбори до општинската изборна комисија треба да ги достават до вторник 29 август, соопштуваат од Државната изборна комисија. Во подрачните единици и канцеларии на ДИК во тек е собирање потписи за независните листи на советници и за градоначалници. Според Джемаили, потписи за градоначалници се собираат во Битола, Вевчани, Газибаба, Дебарци, Карпош, Куманово, Радовиш, Старо Нагоричани и за двајца кандидати за градоначалник во Охрид. За членови на Совет, потписи се собираат во Битола, Дебарца, Долнени, Кавадарци, Кривогаштани, за 8 листи во Македонски Брод и за по 2 советнички листи во Охрид и во Радовиш. Рокот за собирање потписи за независните листи пред Државната изборна комисија трае 15 дена и завршува на 4 септември. Локалните избори 2017 се закажани за 15 октомври. На 12-тата собраниска седница закажана на 4 септември, пратениците ќе расправаат по предлогот за огласување и именување на јавен обвинител на Република Македонија. Предлогот до собранието го достави владата по седницата во вторникот. Во образложението владата на собранието му предлага именување на нов јавен обвинител, имајќи го предвид разрешувањето на Марко Зврлевски од 17 август. Согласно член 41 од Законот за јавно обвинителство, собранието на Република Македонија по предлогот на владата го огласува именувањето на јавниот обвинител на Република Македонија во службен весник на Република Македонија и во најмалку 2 дневни весника, од кои еден од весниците што се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните,
Рокот за пријавување на кандидатите е 15 дена од објавување на огласот во службен весник. Советот на јавни обвинители пак има рок од 15 дена од денот на прием на документите да даде позитивно или негативно мислење за сите пријавени кандидати. За именување на јавен обвинител, собранието одлучува со просто мнозинство од 61 глас. Мандатот на државниот јавен обвинител е 6 години со право на повторно именување. До изборот на нов јавен обвинител, должноста ќе ја врши обвинителката Лилјана Спасовска, досегашната заменичка на Марко Зврлевски. Јапонија ќе воведе дополнителни санкции против Северна Кореја, што подразбира замрзнување на имотот на компаниите од Кина и Намибија, кои соработуваат со Пјонкјанг, изјави портпаролот на јапонската влада Јошихиде Суга. Како што е соопштено, Токио ќе ги замрзне имотите на уште 6 организации и 2 поединци поврзани со Северна Кореја. Целта на санкциите е да се оневозможи текот на парите за финансирање на програмите за оружје на Северна Кореја, како и за истражувачка работа во врска со развојот на нуклеарната и ракетна програма на Пјонкјанг. Вести од светот. Катар ги обнови своите дипломатски односи со Иран и покрај силниот притисок од другите 4 арапски држави, кои бараат од властите во Доха да ги прекине сите врски со Исламската република. Катарската влада во 2016 година го отповика својот амбасадор од Техеран, откако во Иран беа нападнати судиски дипломатски мисии, како реакција на екзекуцијата на еден истакнат шиитски водач во Судеска Арабија. Доха сега бара зацврстување на билатералните односи со Техеран на сите полиња. Иран веќе му помага на Катар полесно да се справи со трговските и патните ограничувања, кои од јуни годинава ги воведоа катарските моќни соседи. Соединетите американски држави и НАТО ќе ја прошират обуката на афганистанските безбедносни сили кои учествуваат во мисијата одлучна поддршка на алијансата, изјави командантот на војските на САД и на НАТО во Афганистан, генерал Џон Николсон. Тој исто така споменува и за зголемување на военно-воздухопловните сили на Афганистан и на успешните специјални сили, чија бројност се претпоставува дека ќе биде двојно поголема и ќе достигне до 30.000 лица до 2020 година. Изјавата на Николсон доаѓа неколку дена откако американскиот претседател Доналд Трамп ја представи новата стратегија за војната во Афганистан. Фудбалската федерација на Македонија ги одреди судиите за третото коло на новата фудбалска сезона во првата лига. Најинтересниот надпревар кој ќе се одигра овој викенд во Кратово меѓу Силекс и Пелистер му припадна на искусниот Александар Ставрев. Во прилеп на мечот победа Шкупи старт ќе означи Маријан Гоцевски, додека Стојан Четрпчевски ќе биде прв арбитар на надпреварот Скопје Ренова. Маријан Марковски ќе ја дели правдата во Тетово, каде ќе се одигра дуелот меѓу Шкендија и Академија Пандев, а градското дерби на Телеком арената меѓу Работнички и Вардар, за кое се уште не е потврден точниот термин, ќе го суди Димитар Мечкаровски. Спорт во продолжение. Кошаркарите на Фини Индустрии официјално ги започнаа подготовките за новата сезона во која повторно ќе целат кон пласман помеѓу 6 односно 4 најдобри екипи во првенството. На располагање на тренерот Малинков и неговите помошници Самарџиев и Манев, на првата прозивка беа повикани сите играчи, освен двајцата американци кои се уште не беа пристигнати. Во првата фаза од подготовките ќе работат 2 пати на ден, наутро на градскиот стадион во Кавадарци, а попладне во спортската сала Јасмин. Некаде кон средината на септември ќе бидат одиграни и првите пријателски надпревари, а подоцна и меморијалниот турнир Димитар Ѓоргиев. Па се надевам дека оваа екипа сега што е ќе ја задржиме, може би да видиме понатаму како ќе биде распоредот на преварување, како ќе биде резултатот, али мислам дека може да се појачаме уште со едно плюс засилување, што е еден нов играч. Па ако најдеме домашен играч, ја секогаш сум првенство им давам на домашните играчи, али во моментот тоа што го имаме, мислам дека би требало да бараме играч од страна.
Задоволен од првичниот изглед на тимот е и новиот капитен на клубот, плеймејкерот Јане Петровски, кој најави дека тимот и годинава силно ќе им се спротистави на главните фаворити од Македонската лига. Амбициите на Фени се секогаш високи. Јас во оние играчи што ги познавам, со кои што имам настапувано, верувам во нивните играчки квалитети и сметам дека со адекватни странски засилувања дека ова екипа ќе има висок дострел. Откако конечно го потврди својот кошаркарски талент и знаење, Предраг Пајч очекува и сезонава да продолжи во ист ритам, напоменувајќи дека од голема важност е што тимот задржа голем број од играчите, особено од надворешната линија. Со оглед на тоа дека Стајич си отиде, мислам дека Андре имаше мала повреда, сега е тука вратен, сега е со нас. Мислам дека ќе имаме подобар успех од претходната сезона. Ни преостанува сега овие припреми да ги поминеме како што долико, како што треба. Се надевам дека здравјето ќе не послужи, нема да биде како претходната сезона, што се деција нели некои пехови што имавме. И тоа е тоа. За подсетување, покрај Петровски и Пајч во тимот останаа Андреј Магдевски, Горијан Марковски, Милан Милков, Никола Кицев и Методија Бешлиовски. На првата прозивка се појави и србинот Адам Мирковиќ, а во првиот тим можност да тренираат имаат и младите кавадарчани Тодор Златев, Љупче Мелов и Петар Коцев. Денес имавме сончево време со мала облачност и со слаб ветер од промелив правец. Утринската температура се движеше од 4 до 15 степени, а дневната од 29 до 35 степени. Уве индексот имаше вредност 7. До крајот на месецов ќе се задржи претежно стабилно време со посвежи утра. Дневната температура ќе биде во пораст, а од недела на некои места ќе го надмине и просекот за овој период. Во вторник ќе има известно зголемување на облачноста со услови за локален краткотраен дожд. Метеоинформациите беа последни во ова издание на Дневникот. Јас ви благодарам за вниманието. Останете и понатаму со програмата на К1 телевизија. Пријатно!